Според Димитар Апасиев, околу пропаста на Евростандард банка имало подмолни игри, а тргувањето со инсайдерски информации од страна на гувернерката и министерката за финансии ќе биде причина за иницирање голема реформа на банкарскиот сектор, така наречено антилихварско законодавство. Мерките ќе бидат предложени во најскоро време од страна на пратениците на левица со цел ослободување на народот од должничкото робство спрема алчните банкари. Апасиев најавува дека во текот на денот ќе одел во собранието на Република Македонија со барање да му биде доделена канцеларија, бидејќи чим СДСМ толкува дека парламентот е конституиран, тогаш по закон се должни да обезбедат соодветни услови за работа, а не пратениците да чекаат уходници како некои кираџии. Тој нагласува дека веќе во следната недела ќе се консултира со еминентни професори од економските факултети во Македонија за да стави крај на правната несигурност која илјадници со граѓани преку ноќ ги доведуваат на рап, на нервен слом и ги уништуваат животните. А ниту еден банкар досега не одговарал кривично за она што го предизвикал.